акција. Добро беше. Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Шоу. Тинтери шоу. Мене ми е досадно. И мене. Мене 100%. А сакате да играме карти? Не. А да играме на муде се човече? Не. Знам, ке цртаме. Не, досадно е. А сакате да играме на животно? Што е тоа? Игрето? Прв пат слушам. Па тоа е многу интересна игра. Секој од вас треба да има капа. Секој ќе земе ливче и ќе напише едно животно и ќе го залепи на капата на тој до него. Ќе победи тој што прв ќе погоди кое животно е. Значи така, јас на Марија на Неда, а Неда на тебе. Ама и јас на тебе. Да. А тој што ќе победи, ќе биде победник. Одлична идеја. Баш ќе играме. А може јас прва? Да. Дали сум голема? Да. Дали јадам месо? Не. Не, ајде Николина, ти си. Дали живеам во Македонија? Да. Дали можам да се чувам како домашно милениче? Да. Аха, дали имам носе? Не. Сега сум јас на ред. Дали сум домашно милениче? Да. Дали имам крзно? Да. И па знам што сум, победив. Што си? Куче? Не. Дечки, јас знам што сум и не треба да погаѓам. Па што си? Лав. Ама како знаеш? Стварно си лав. Така си знам јас. Тука нешто ми мириса. Аха, вклучена камера. Така и си мислев. Измамник не е победник. Најблиску не бевме никој, така да, ни она не е победник, така да, никој не е победник, измамник. Победник! Не си победник, измамник си. Да. Ајде си јудим. Дали знаете дека секоја година Португалија ја посетуваат 13 милиони туристи? Толку многу туристи? Вау! Дали сте знаеле дека најголемата топка граф што паднала на земјата тежела повеќе од 1 килограм? Колкава топка било тоа? Волкава да не било? Топка од 1 килограм паднала од небото. Дали сте знаеле дека Берлинската здолочка е најголема во светот? Вау! Не сум знаел тоа. Ти благодарам. Дрвото бамбу може да порасне за еден ден 1 метар. Тоа е многу. Да, тоа е многу. Знаете ли сите луѓе што добиваат за роденден? 1 година повеќе. Да, 1 година се постари. Тинтери шоу! Ало, Мила. Ала, Мила, дека денеска сум сама дома, а баба ми е разболена за да дојде да ме чува, нели ќе може да дојдете ако се сомати да спиете кај мене, ќе ни биде топ. Ајде ќе дојдеме договорено.
Па добро, супер. Ајде да ве чекам. Случи нешто? Ало. Само ти Ало. кажам. Знаеш што знам за Мила? Факт? Дека многу се плаши од духови и чудовишта. Па супер, сакаш да исплашиш? Давај некој каскал пранка и направи. Ајде, може. Што нека ти спиеме таму, така да може усред ног да го направиме тоа, на кај пом. Може. Таму кога ќе заспие, ние тоеш. А така, значи, вие мене ќе ме плачите. Па сега ќе видиме кој кога ќе исплаши. Топ. Ве гидат. Ајде да се скрием. Еј, заспал супер, одлично. Се оствари планот како што ни беше. Ајде сега, чекај. Дух, форма. Облечи се брзо, бе, ако се разбуди, ако не слушате. Ајде брзо. Не се буди. Па навистина не се буди. Ајде, сега ќе открие. Да. После ќе спашим, сигурно. Ја нема, бе. Значи некој да не киднапирал. Леле, мене многу ми е страв, Матеј. Што ќе правим? И мене ми е многу страв, ама ете, како ја може да не? А вие мене ќе ме плашите, а? Од каде искочи? Кога не го исклучувате телефонот, така ќе дознаем. Мила, за ова сме ти скар. А сега, вие мене сте ми скар. А вие па што сакате мене да ми сплашите? Од кај ние да те исплашиме? Кога ние сакавме да те? Никак. Па ве слушнав, кога го заборавивте да го исклучите телефонот и се слушнав што се договаравте. Како можеше да го заборавиш телефонот? Леле. Дали сте знаеле дека слоновите многу сакаат да се капат во вода, а исто така и да си играат? Водени удори со слонови. Најдобри се водените лудори со слонови. Дали знаете дека во Јапонија има воз кој е направен од магнет и вози 500 км на час? Молам, има таков воз? Дали се знаеле дека жените имат поголеми зеници отколку мажите? Неверојатно. Тоа значи дека подобро гледаат? Замислете, некои луѓе можат да надуваат балон дури со своите уши. Како е тоа возможно? Во Јапонија има 3 кафулења каде што може да се дружите со бубови. Да се дружиме со бубови? Ајде да одиме во Јапонија. Здраво, Стефи. Минатиот пат не бев во школа, па може да ми дадеш тетрадка биологија? Знам дека ти Дина секогаш запишуваат. Ја и Дина! Значи ти не знаеш каква е Дина. Ама нели бевте најдобри другарки? Бевме, ама знаеш што се случи? Не. Значи, она мене за роден ден ми подари чорапи со Hello Kitty. Ти личам јас на дете што носи чорапи со Hello Kitty, а? Не. Бар јас така мислам, јас не носам чорапи со Hello Kitty. Значи да ја видеше блузата вчера каква дојде у школа. Кој носи сега после нова година блуза со Елени? Никој. Само она носи. Да видиш каква музика слуша, пуштила некој... Како се викаше? Значи, не знаеш каква музика слуша она? Добро, ама да нешто се скарале, нешто... Не, значи, знаеш ли како... Само да видиш каква маска за телефон купи. Знаеш каква маска има? Една неубава, една... не може, вака кога ќе ја видам, не можам да издржам, се ежам, и сега се нажив. Добро. Ништо, тогаш ќе се од друго место. Оди. Дина, да не имаш тетрадка биологија, побарав од Стефи, ама... Ти побара од Стефи. Знаеш ли, Стефи, каков грозен ракопис има? Да отвориш тетрадка, не можеш ни буква да препознаеш. А патиките ги знаеш, не знам која им е марката.
А знаеш ли со кого се дружи? Се дружи со тие девојчињата од 5 Г, шмизли. Димитри, да немаеш што треба така биологија минатиот час не бев па да ми кажеш што сме те работеле. Имам ова тема и ова. Фала ти многу. Ки ти ја вратам за брзо. Сакам да го видам целиот свет, од сиви улици до најшарен цвет. Да патувам сакам, но не сакам сам. Ела со мене, имам предлог да ти дам. Ти биди прва, а јас ке сум трет. Вторнека
Ама ти... сега ќе видиш ти. Дали сте знаеле дека во Нью Йорк зборуваат 800 различни јазици? Леле, ма многу. Во Нью Йорк се случува тоа? Дали сте знаеле дека пеперутките не можат да летаат кога им е ладно? А затоа нема пеперутки во зима? Дали сте знаеле дека леваците може да гледаат подобро под вода? Какво истражување било тоа? Како дознале? Дали сте знаеле дека доматите и авокадото се овошје, а не се зеленчук? Вау! И јас тоа не го знаев, да сега го дознав. И јас не знаев, ама јас сега го дознав, ти благодарам. Замислете, само 10% од популацијата се леваци. Значи, ако си левак, ти си во тие 10%. Јоана, што имаш на маицата? Ајде да престани со тие финти. Те зезнав. Бе како ме зезнуваш? Глупава е финта. Абе, какво е глупаво? Тоа е тренд сега. Што се случи? Ја зезнав Јоана. Како да не си ме зезнала? Ајде вака да направиме, ќе се обложиме. Ако вие успеете да ме зезнете 3 пати поред, ја на сите ви купувам чоколади. Ама ако не успеете, вие сите ќе ми купите по една чоколада. Договорено. Обкладата важи од сега. Леле, Јоана, што ти е тоа црно на маицата? Ова е за обкладата. Нема да погледнам. Не, на вистина нешто не е за обкладата, нема врска, имаш нешто црно. Мом? Види. Те зезнам. Ајде бе! Добро, имам уште 2 шанси. Кај си бе, Јоана, што правиш? Ништо, само повторувам природни. Леле, види ја оваа флека. Леле, ама имаш нешто тука црно. Леле. Ова е за обкладата, нели? Абе, не е за обкладата. Види една црна флека ти се појавила. Уште не ти верувам. Ама не е за обкладата. Што правиш? Па, еве ти ја бришам флеката. Добро, не добро. Еве, тоа беше за обкладата, ама сега ја ти направи флека со марамче. Вистина? Да. Те зезнав. Ајде бе! Бар имам уште еден живот. Јоана, одиме во кино? Што Да. ти ова на вратот? Па, се сикаваш за обкладата? Да. Ова ми е сигурност да не погледнам. А во кино вака ли ќе одиме? Па да. Имаш нешто на мајцата. Мрда, грозно е. Леле, јас сум алергична на бубачки. Бубачка ли е? Што е? Не знам, ама мрда. Што е? Не можам да погледнам, каде ми е телефонот? Ето го. Па нема ништо. Па ја добивме обкладата. Леле. Ај сега да ни купиш чоколада. Ајде. Ќе ви купам чоколадо. Фал му на Бога не е бубачка. Доколку на црвено си исече главата, не само што ќе му порасне нова глава и мозок, туку с новиот мозок ќе ги памти спомените од стариот. Тоа е многу чудно и не знам дали сакам да го знам. Најголема брзина на хеликоптерот е 400 км на час. Хеликоптерите може да возат 400 км на час. Дали сте знаеле дека просечната жена и треба 1 година да одбере што ќе носи? Вау! 1 година и треба за да одлучи што да носи. Кога се тачни, пандите седат сам. Па јас кога сум тажен седам сам. Зашто не? Првото жолто светло од семафорите било првпат ставено во 1920-тите години. Во 1920-тите години имало семафори?
Некои хеликоптери имаат два хоризонтални пропелери и може да дигаат многу тешки работи. Браво за тие хеликоптери што може да дигаат многу тешки работи. Тинтери-минтери шоу! Бе, како ми стоят? Супер. Што се интересни? Дечки, ено е камерата. Стварно. Ето бегаме. Ајде. Ајде да сите позади мене. Да, тука ќе се сокриеме. Ено е камерата. Стварно. Ајде бегаме. Да бегаме. Дечки, ајде дојдете позади врата, ќе се скриеме. Пак не најде. Ајде бегаме. Ајде. Бегај. Ајде бегаме. Леле, пак е неја камерата, ајде. Викни полиција побрзо. Ало, полиција, не следи тука една камера. Деца, тука ли сте? Ајде. Да. Тон иде, камера иде и акција. Тука сме, не брка камер, некоја камера. Како бе дечиња камера бе? Скеч снимаме, ајде. Ајде скечот вас. Го знаете ли скечот? Ајде. Ајде. Тон иде, камера иде. Спремни? И Не. акција. Ајде, како? Леле, кат, ајде, седжи готово, ајде. Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место своје сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери-минтери шоу! Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Сети се на нашата Facebook романса. Дај ми ти уште една шанса. Животот не е така прост. Јас го лайкнав секој твој пост. Шеруваш ти, шерувам јас.